Данче Малинова потекнува од Радовиш од сиромашно семејство. Тешко го поминала детството и младоста. Работела тешка работа за да извади денар за храна за да преживее. Пред неколку години се омажила во Струмица, но бракот не и успел. Последните години била во родниот град за да ја гледа болната мајка, не знаејќи дека смртта на родителот ќе ја разболи и неа. Лани починала мајка и таа веднаш по дознавањето на кобната вест доживеала мозочен удар. Поради болеста ја губи и работата и да сака не може да работи зашто е неспособна. Тешко се движи, парализирана и е едната страна од телото, а живее со минимална социјална помош, осамена и ќе каже ни солзи за себе, разочарана и од најблиските кои не дошле да ја видат во станот во Струмица каде живее неколку месеци. Не е способна да си направи ниту храна, па јаде само храна од конзерви или супа кој подготви газдата на станот, ке рече таа. Јас ли бев за ова? Бев весела жена и го сакав животот. Преку ног се смени и многу ми е тешко. Затоа ќе додаде таа, ве викнав и сакам да го раскажам својот живот, зашто луѓето те ценат само додека си здрав. Се ќе направам да оздравам, но ми треба поддршка за терапија и лекување. Тоа е мојата најголема желба. Ни солзи ќе заврши оваа болна жена. Тања Стојановска е родена и порасната во Крива Паланка. Солидното детство за неа најавувало и солиден семеен живот. Но веднаш после мажењето и добивањето киркичка таа започнува да се соочува со проблеми. Морала со супругот да живее под кирија каде трошела поголем дел од заработените пари. Најтешко е било што уште на 9 месеци морала да ја остави малата кај мајки за да оди на работа. Но по известно време тешко го преживува и отказот, кој значи почеток на големите маки и безпарицата. Умира мајка и се крши најголемиот столб во незиниот живот. Одлучила со супругот да дојде да живее во родната куќа, каде живеел и татко ѝ, а на горниот спрат брати. Така барем не морала повеќе да плаќа кирија. Полесно било до лани кога бил се уште жив татко и помагал. Денес киркичката е во основно образование, а и работи само супругот, но тоа е премалку за да може да издржи во месецот, посебно со заглавена сметка во неколку банки и извршители. Бев принудена, ке рече таа, со празна трпеза да ја дочекам Свети Никола и празниците. Порано, кога бев во постабилна ситуација, ме познаваа сите и роднини и пријатели. Денес немам никој, не му требам на никој. Малкумина се оние кои сакаат да ми помогнат да го надминам овој тежок за мене период. Затоа ќе го замолам народот, помогнете ми, ако не за мене, за Дијана, мојата киркичка, која сака да биде како другите деца и да не биде омаловажувана на училиште. Данче Малинова потекнува од Радовиш од сиромашно семејство. Тешко го поминала детството и младоста. Работела тешка работа за да извади денар за храна за да преживее. Пред неколку години се омажила во Струмица, но бракот не и успел. Последните години била во родниот град за да ја гледа болната мајка, не знаејќи дека смртта на родителот ќе ја разболи и неа. Лани починала мајка и таа веднаш по дознавањето на кобната вест доживеала мозочен удар. Поради болеста ја губи и работата и да сака не може да работи зашто е неспособна. Тешко се движи, парализирана и е едната страна од телото, а живее со минимална социјална помош, осамена и ќе каже ни солзи за себе, разочарана и од најблиските кои не дошле да ја видат во станот во Струмица каде живее неколку месеци.
Не е способна да си направи ниту храна, па јаде само храна од конзерви или супа кој подготви газдата на станот, ке рече таа. Јас ли бев за ова? Бев весела жена и го сакав животот. Преку ног се смени и многу ми е тешко. Затоа ќе додаде таа, ве викнав и сакам да го раскажам својот живот, зашто луѓето те ценат само додека си здрав. Се ќе направам да оздравам, но ми треба поддршка за терапија и лекување. Тоа е мојата неголема желба. Ни солзи ќе заврши оваа болна жена. Денес сме во Струмица. Ќе ја посетиме Даница Малинова, која што допред известно време, допред една година, додека била жива мајка и била и таа во добра здравствена состојба. Потоа од стрес добива мозочен удар, а денес е неспособна да се гледа себе си, но и неспособна да ја надмине состојбата во која што западнала. Ке ни ја раскаже својата животна приказна. Добар ден. Добар ден. Данче, јас сум Оливера. Не се ракувате добро, очигледно ова ви е раката која што ви е повредена од ударот. Повредена, да. Што ви се случи? Како дојдовте до тука? Ме добијах удар мозочен, излев нешто на мозокот и така. Кога ви се случи ударот? Па пред година и 4 месеца. Бивте загрижена за здравјето на мајката? Да, на мама за здравјето бех загрижена. На крајта испадна и јас паднах у тај момент. Со кого живеете? Сама живеам. А зошто во Струмица. Немаше дека таму имаше такво влага многу. Каде У живеете? Радовиш. Влага имаше, такви работи, нешто не вред. И купателно немаше ништо. Немаше. Бевте ли мажена? Бех мажена, се оставих и толку биде. А сега оваа куќа ваша ли е? Не, под Керијас. И тука сте под Керија? Да, под Немате Керијас. свој дом? Немам. Тоа е една собичка, една која... Една соба и користите? толку, да. Една собичка тука. Ја тука е. Колку плаќате? 2.500 плаќам и струја, вода и тоа е. Струјата зависи кога и како ќе дојде, нели, што се вика 600 или 700, зависи кога како. А со кои средства живеете? Со колку пари месечно? Со социјално и тоа што го земам, како забори. За нега? Негата, да. Друго ништо. Од тоа живеам. Колку се тоа средство? Па 10.000, толку. Но плаќате кирија, сметки? Кирија, Гледам сметки, цело пакетче лекови. лекове купува, такво зијам, што се вика. Се лекове, секакви зијам, да можам да се стоам на нозе. А не можете да стоите? Што се вика, многу. Јас со батерицата најмногу. Она ми дава кораж. Ако не е она и сама не тргнувам нигде додам. А што ви е најтешко, Данче? Најтешко ми е за да ми дадат некоја помош. Ви треба помош? Нема ли кој да ви помогне? Нема. Нема никој. Сама осамена сам ја. Немам од кој помош. Немате роднини, сестри? Имам сестри, ама не можат да ми помагат. Они се гледат фамилиите. И нема кој. Јас сама сам. Како што ме гледате сега и секој ден да идете, исто е. Исто е. Сам. Осамен. Што правите по цел ден? Ја така седам се и лежам се. Лежам кревето, седам и тоа е. Нема друго. Сигурно се прашувате зошто западнавте во оваа состојба. Па си викам секој пат од што биде, до што дојдех и јас. До што? А што бевте порано? Порано бех се здрава, жива.
Ја на Фейсбук да видиш слика, јас што бех, друго бех, не знам што бех. И сега ќе ти покажам ако сакаш на Фейсбук. Сигурно тоа ви е најтешко, како дојдовте на овој степен. Тоа ми е најтешкото, нема додека. Тоа е тешко, нема додека. Сигурно често и плачете, осамена сте. Осамена сум, осамена на цело. Ја тука сам со една другарка од Радовиш. Ја тука. Ова сте вие? Да. Абе, толку сега каква сам дојдела, не можам самата себе да се чини. Млада сте, имате само 43 години. И сигурно една желба да бидете тоа како што бевте. Вие сте ова. Гледайте сега каква сам пред това, каква сам сега, каква сам се. Това не знам. Што да кажа. Немам појма веќе, не знам кога ги гледам тие слики се роб прав. Пред да паднам ударо, првија свадба сестра мене людих на сестра ми на свадба. Облечена до терена, сега викам дек ми е таа дотерување, немам. Даница пред 43 години се родила во Подареш, каде работи и живее се до незиното мажење во Мокриево пред неколку години. Немала успех во бракот кој трел само 4 години. Бидејќи потекнува од сиромашна фамилија, кога се вратила во родниот крај, морала да седи под кирија во соба приполна со влага, зашто братот веќе имал фамилија и живеел во една соба. Лани се разболела мајка и таа постојано била под стрес, грижејќи се и внимавајќи на неа. Паралелно и работела, но еден ден мајка и умира, а тагата ќе си го направи своето, па Данче добива мозочен удар, од кој денес ги трпи тешките последици. Подро живееха, после тока дојде га жених се, не бива и не бива. Каде бевте мажена? Мокриево. Во Мокриево. После... Колку години бевте во брак? 4 години. 4 години. Не беше добра во бракот? Не биде и оставиме се. Он ујде нагоре, странство во Германија и крај нема податоци никакви. После тоа дојде тука и раздвоиме се. Вие дојдовте тука, живеете под кирија? Да. Раздвоиме се ние и толку биде. Ујдех сега за Радовиш, не можех да најдам тама работа, тука најдех, тука се вративте во родното место, од кај што потекнувате? Немавте деца со сопругот? Не. Па работех, нели, кујна, од такви работи. Каде, во кој град? Па тука работех у Струмица и у Радовиш последната години која бех кај мама да гледам и тама работех кујна. Што се вика, и сега кога паднах една година и 4 месеца веќе, од кога сум паднала. Ја така сум. Нешто најдех помош, нели, за памперс, за таква работа. Бех пишала јас. На неа добивах неколку пати. Добивавте донации? Баравте донации преку интернет? Да. За да ја помогнете со пелени? Беше упелени на први се, што се вика. Не можех да дури да трпам. И дојде рат и јас ујдех се дома. Вечерта ли, забалили, сега не можам да кажам как биде. Ујдех у купателто, имах летни шеви по киснак ги и викам ќе излезам од купателто и тука право паднах. И повеќе не знаех ништо, комшиите чујаха само глас. Викам комши, дојдете, викам, викнете, викам брза помош. И јас на них. И толку биде. Бевте свесна? Уште бех свесна у тај момент. Кога викнавте помош? Да. И не знам повеќе ништо. Тие комшиите, нели, одне се викнале брза помош
И явиле се таму, ама 1 сат поминало, па не ќеле да идат тие брзата помош одма. Може ќе сам се спасила јас, ама тие не дојлеле на време, кажуват. Кога дошла? После 1 сат. И толку биде сустава и не знам повеќе. После некој време дојделе сестрите, нели таму у болницата. Вие се разбудивте во болница? Да. Дојделе, ама ништо јас не сум знаела. Не знам кое време сум се усвестил. И гледам некои там до кревето. Не ги познавам ништо. Не знаевте ни како се најдовте таму? Не. Гледам, ама што да гледам? Не можам да се устава око, не можам да... Но ми се матрат двојте, тројце некој пат. Викам, што биде тоа? Колку време лежевте во болница? Во која болница лежевте? У Штип. Откако завршува болничкото лекување на Данче, таа се враќа во станот под Кирија во Радовиш и тешко живеела. Немала средства за бањи, терапии и масажи за да си ја улесни состојбата, па потоа се сели во Струмица со цел да ја избегне макар влагата од тамушниот стан. Денес Данче е осамена, ке рече дека многу им помагала на блиските, а сега неа никој не сака да ја помогне. Преживеала 5, а сега и се заканува уште една операција на бубрегот, зашто може да изгуби функцијата не тој. Во ноќите сама си прави муабет и се теши дека се ќе биде добра, но често има и суицидни напади и сака да си го одземе животот. Оваа жена живее само со минимална социјална помош и нега, па откако ќе ги подмири, сите долгови за кирија и сметки остануваат само 3000 денари за храна. Не може да готви поради парализираноста, не гледа со едното око од ударот и има многу стравови во неа. Затоа се обрати за помош, за да може да замине на терапија и да купи лекови, за да си ја подобри состојбата и да биде како некогаш. Кога се дојдех од там па болки, па не знам што, па нема кој аптина, па одех купувах по поленка од аптека тука на ното. Ај, купих аптината, пијах ги нон-стоп. Сега ги пијам додека да се чинам до Скопје да појдам. Во Радовиш живеевте претходната година? Да. Таму и 8 работевте. А години каде работев. спиевте таму? Каде живеевте? Под Кирија бех. И таму бевте? Многу влага имаш. И некако најдех начин кога пред да дојдам на бајната, тука дојдех. Кажам, те у бајната не може, други месец. И почнах тука и неле како другари. Викам, абе, некој стано, викам, под Кирија. Вика, ќе најдеме, не лесно е. Ај, најдеам и дојдех тука, седнах. Кој ви најде стан? Еден другар. Пријатно. И тука најдеме се, донесеме тука, викам, арна собата, супер. Гледам, нема влага, нема да мириса. Тоа ви беше ништо. најважно? Да. Се на доктори одам, се тако, правам месажи, правам всичко. Јас сега почнах на терапија, треба да одам на 10 први. 10 јануари. Да. Треба да одам за врат. А за раката и за ногата не можело на струја, на такова можело само масажа и вежбање. Што се викам 5 операции, ова 6, што направих, ама арно бех не се окей од тие операции. А на што правевте операција? Од кутичките ни 2, од жачката 3, од препна тревата 4, од тај бубрека исто со сонда правиха, па исто. Ма не ми објасни, ти треба да се ваѓа или не треба да се ваѓа. И поништија го малку функционира само. И ништо. А сега и тај викам, ако се пустам и готова сум. Немам крај коле. Сега имате проблеми со другиот бубрек? Да. Бевте на доктор и што ви рекоа?
Сега ми ставаме нели сонда. Би Па ставал ќе видиме што ќе биде до 23 ќе чувам, нели? Што се вика? И ќе одам па треба да и ќе однесам слика од тука, кажа да се сликала и да не села там. Како одиш на доктор кога не можеш да одиш, тешко се движиш, фатена ти е парализирана десната страна? Да, со патерите, што да... Да, но до доктор со такси, со што? Со такси одам, нема. Од ударот го изгубивте и видот, не гледате убаво. Да, ова око ми е најтешко. Мрежа. Ја така сум оставена, на милост и немилост, јас. Јас така сум како... Тако... Толку тешко. Не мога кој помош никој. А што ви е тешко? Нема за кој да одеш ни Скопје, некој оди. Вика, од некој да дојде со тебе. Викам, треба да го платам тај човек и што ќе дојде. Нема кој. Таа женската што беше тама на операција која чинаме. Вика, треба човек со тебе, а нема, вика. И нема, вика, може кој да ќе дојде, вика, кај мене. Никој, викам, сама сам. Немате пријатели? Ќе можеш ли, викам. Абе, јас имам, ама кој си гледат во фамилиите. Нема за таков човек што треба да ме подржава. И моите не идат у месецу едначе да дојдат. Друго ке, а јас... Кој твој? Сестрите. У месецу едначе, едначе, никој нема. Никој. А се слушате по телефон? Не, налутне ги се, нек ни блокирајќи, веќе, готово, неќам никој, викам, со мене. Чим неќете да се чуете. Ја пушти една порака, викам, слушнете. После тоа, како се прави, не тако. Викам, джабе ви е се. Кој ќе умрам, тогаш ќе ме се оцрнат на кај мене. Тогаш. А сега ги нема ништо. Нема никој со мене, само се правам, лечам се и кажам се нешто и смирам се некој пат. Што се кажуваш? Викаме, што сака нека биде пред да се легнем, за това си го зборам. Што сака нека биде, ако биде, ако не, така ќе сам се. Многу ми е тешко, многу, не знам. Моментално живеете со социјална помош? Да. И нека. Со тоа плаќате и сметки, и кирија, и лекови. И леко. Колку ви остануваат за храна? Колку? 3.000. А што ќе купиш со 3.000? Ништо. Малку од малку, како да преживееш. Ако живеам, ако не. Што да правам? Сите аптина, викам, ќе се бегам од животот. Сакате да се го земете животот? Не бива, кој не бива. Многу е тешко, не знам што ќе се прави, не знам... Та живот мој не е живот, што го живеам. Помош да ми дадат луѓето што можат, колку можат да се лечам јас. Да се лечам од болестата, ударо што ми... Това да ми дадат помош, поддршка.
да го вратам во видо. Најмногу за това ми раката и окото. Ногата викам и така. Секој пат го викам. Ама за раката и за окото. И дрва, ја сега се по 2 врекички. Една вреќа, сега тај месец, друга една и така. Крапелам. Киријата как било, ја од социјалното ќе ја плаќам. Ама помош ми треба да се излечам раката. Ако можете, ќе ми помогнете. Сега вие, што се како не. Това е. Јас за това најмногу викнах, иначе немаше да викнам. Боли осаменоста, посебно кога сме скршени. Боли предавството, посебно кога знаеме дека некому многу сме помогнале. Сепак постои само една работа која во сончевите денови не се гледа добро. Тоа е пријателството. Тоа најдобро се гледа во мрачните денови, зашто тогаш најдобро гледаме кој останал покрај нас. Тања Стојановска е родена и порасната во Крива Паланка. Солидното детство за неја најавувало и солиден семеен живот. Но веднаш после мажењето и добивањето киркичка, таа започнува да се соочува со проблеми. Морала со супругот да живее под кирија каде трошела поголем дел од заработените пари. Најтешко е било што уште на 9 месеци морала да ја остави малата кај мајки за да оди на работа. Но по известно време тешко го преживува и отказот, кој значи почеток на големите маки и безпарицата. Умира мајка и се крши најголемиот столб во незиниот живот. Одлучила со супругот да дојде да живее во родната куќа, каде живеел и таткој, а на горниот спрат брати. Така барем не морала повеќе да плаќа кирија. Полесно било до лани кога бил се уште жив таткој и помагал. Денес киркичката е во основно образование, а и работи само супругот, но тоа е премалку за да може да издржи во месецот, посебно со заглавена сметка во неколку банки и извршители. Бев принудена, ке рече таа, со празна трпеза да ја дочекам Свети Никола и празниците. Порано, кога бев во постабилна ситуација, ме познаваа сите и роднини и пријатели. Денес немам никој, не му требам на никој. Малкумина се оние кои сакаат да ми помогнат да го надминам овој тежок за мене период. Затоа ќе го замолам народот, помогнете ми, ако не за мене, за Дијана, мојата киркичка, која сака да биде како другите деца и да не биде омаловажувана на училиште. Денес со екипата на Срце на дланка сме во Крива Паланка. Ќе го посетиме семејството на Тања Стојановска, која што вели и за најважните, но и за секојдневните денови. Немам храна на трпезата, заглавени сме во кредити и тешко живееме. Тања е родена и порасната во населба Бадлак Паланечко. Мирно и стабилно живеела како дете со родителите и братот. Откако се омажила и преселила под кирија првите 3,5 години, живеела тешко, иако работеле и таа и супругот. Мајка ја го чувала детето првата година, а таа удела на работа. Вработен е и незиниот супруг, но со минимална плата. Па по смртта на мајка си таа добива отказ и не можејќи да ги плаќа долговите, се враќа во куќата на татко и за да можат да преживеат со семејството. Подигнала 2000 евра кредит со цел да реновира, но парите отишле за погреб за мајка й. Дополнително семејството на Тања запаѓа во дно откако пред година и половина починал и таткој, па со малиот остаток од платата на супругот денес тие не можат да го поминат месецот. Јас сум родена во населба Бадлак. Мажена сум за Митко Стојановски од село Луке. Мојот маж има 51 година. Работи у рудник Тураница. Додека беше дете, добро беше. Мама ми е давала пари. Мама додека беше жива, помагаше. Мајка ми се помина пред 9 години. Ја тогаш пред 9 години работеше во кондурите каде роото и беше на работа. И мајка ми падне, брат ми го однесе на работа без да ми се јави. А он како брат треба мене да ми се јави. Ја нели сам ќерка. Ја треба да бидем известена дека мојата мајка му се слошало, дека мојата мајка е однесена у Куманова. А ја не знаеше за тоа. Ќеркичката до 4 години спор не е прозборила. Ја секој манастир скоро сум го залетела. Благодарение на Лесновски манастир да се прекрстим. Како отиде у Лесновски манастир, ќеркичката поче да збори. Да. Посетуваше и логопед ќеркичката до второ деление.
И водиме го Скопје, нели? Така, нели, имаше пари. Испитуваме го. Мислим, порано можеше ме да го водим, ама доктор Стојне ни беше так матичен и он викаше нема потреба да се води, дека детето ќе се презбори со тек на време. И после мајка ми како се помина, мене ме отпуштија така од работа, ја потржи одмор. Дека немаше кој да го чува керката. Татко ми го чуваше и она тај шефица, една Светлана, ќе речем. Она можда не е добро тој што го зборим, ама така е истина. И после све ми се дере, све ми вика, не сам знала да мачкам, не сам знала да обрезивам. Ја ми дале ножички едни обични, што не се за обрезување. Прсти раздерени. И ја како да обрезивам, ја не сам знала, нели? Ја так викам, добро, шефице. Што е проблемот? Вика, ти не знаеш да работиш. Како викам, ја толку време работим, знам да работим, сак не знам да работим. Викам, ако не сакаш ја да работим, кажи ми, ја ке сидам. И она така што е зборила, она си знае, немам појма. И отпуштија ме од работа. И татко ми си имаше 100.000 денара. Ја до 500 евра или колку ќе се фати. Соберано пари. Он си взимаше пензичка, он не плачеше сметки, ние плачешеме сметки. Ја му даваше за јадење. Не е татко ми тржил, не е пробирал. Што му однесеше тоа, ама никад не е бил. Он ракичка не требаше да пие, ама пинуваше си. Ако не му ја даеше, он си купеше. Ако не е бил гладен ни жеден, све сам му давала на татко ми. Када сам пари потржила татко ми да е бил последниот динар, татко ми ќе го е давал. И мајка ми е давала. Не можем да кажем дека мајка ми не е давала. Пред 2 години. Отидеме у Доријан, ја, муж ми и керката. Отидеме у Доријан и татко ми парите му беа туи. Јас знам дека беа му туи парите. Кад се вртиме, тато ништо не кажа. И после тоа падна у кревет. Што ти е, тато? Ништо не ми е. И после за не мене, не може да збори, само поче да вика. Парите. Замаги. И беше удар добил за 150 денара. Ја кажувам на муж ми вика, како бе за 150 денара удар ќе добие? Па 6 месеца плата не беше земал. Беше се задужил на кучињата овај. И он појде тетрадки, молеви, гуми да ми купи. И загуби ги по пут и у нервоза добие срчен удар. Пред година и пол Злате беше се обесил. Там на Шлега, не знам кој сега на Шле. Злате од село Луке е прв братучет на муж ми. Неговиот татко, на Злате татко и на муж ми татко са роđени браќа. И сега, кад се обесил на муж ми се беа јавиле, муж ми беше отишел горе. И сега Злата нема ни мајка, ни татко, ни брат, ни сестра, но има роднини. И никој не сакаше да ga суриđe Злате. На муж ми ga наметнаа. Ја не дозволува, кажувам си, не дозволува, зашто да ga суриđa? Има каде е работил, нека си ga суриđат. Нека си го суриđa социјално. Зашто муж ми? Сепак подигна сопругот кредит за да го закопа братученот? Да, подигна кредит. Први пут беше за да га погреба. После морало цела година народ, комшии од Луке го поткупнат порамо. Митко, ти си тере по Бога, ти си ga суриđe, тере си по Бога. Полно тере си по Бога, ама треба пари. Турбулентни се последните години за семејството на Тања. Супругот зел кредит за да погребе близок роднина и повторно запаѓаат во криза. И минатиот месец вели, со празна маса ги прославиле празниците. Детето поради состојбата е често мета на исмејување во малото и училиштето, а дете ко дете сака и бара како и другите деца. Тоа е и најтешко на Тања. Бара помош од разни хуманитарци, но досега со ретка честни исклучоци многумина и немаат помогнато. Разочарано е ке додаде зашто не и помагаат ни роднините, а таа кога имала на сите им помагала. Затоа замолува храна, средства за хигиена, лекарства, машина за перење и се најнеопходните работи во моментот, за да може и таа, но и незината мала гордост од керка да живеат полесно, за и таа да не се истреме на училиште. Од повеќе банки имате земено кредити и веројатно поради каматите ви одбиваат. Да, не, овој у Стопанска банка што одбиено, тој бил како од плата, нели, да се одбива. Ама многу одбиле. Тој е, нели, он дека каснил. Многу одбиено, ти да остави на 5 и 6. Со толку останавте сега за празниците месецот? Јас, Свети Никола, сам га поминала на празна маса. Јас сам и на интернет објавила, ја објави на интернет статус, дека тражим помош. Роднини ми викат, народ ке се смејал. Мене
Јака детето да ми нема да јаде, да плаче, да оди, детето го исмејувале у школу, гледало како други јадат, подевале га, на што личи тој пример? Кажува и на учителката. Учителката вика не е точно. И па с кого ја да разговарам? Ја детето не га праќам у школу, некој да ми го малтретира. На родителите кажувам, они родителите некој, не кажувам за сите. Очи ќе ти повадат. Не можеш да му кажеш дека детето се дира. Ќерката ми се жали платила и она нека каже како го викале, вика мамо мене ме викат крава, ти си дебела. Викалам мајка ти е дебела. Ja nosim stara bluza, nosim stari pantaloni, nosim stari čorapi, nosim stari ranec. Da. А кој ти го купи ранецот? Pa mama mi kupi. Da. Старе ранецот? Da. I patiki stari. I тој фотролата мушка, они ми ги ритат фотролата мушката. Кај што ги чуваш моливчињата? Зашто ти викаат така дека е машка? Не знам. Немала телефон, други деца има, але не е убаво тој. Ја викам секој родител треба да збори на своето дете. Се разликува од останатите. Да. Барам така таа чувство во Да, момент. те некои Па сакаше ранец нов ја да ми ga купеше, ама она нема пари. Да. И стариот го носиш се уште? Да. А каков ранец сакаше? Па тај. Со сирена имат. Да. За женско што е така? Даже. Розеви, црвени. Розови. Розев сакаш? Да. А каква ташниче за моливчиња? Па фотрола може. Со цветиња. Или било кој. Да. Би била ли среќна кога би добила лаптоп? Да можеш да учиш на него и англиски. Голема желба имаш да научиш англиски. Па да. Да? Твоите другарчиња учат јазик? Па да. Ама јас сакам да учеше англиски, ама нема пари за англиски и германски. И кажа на мајка ти? Па да. Да. И што ти рече мама? Она ми рече нема пари за англиски, за германски, а германски е многу тежок. Не можеш да го научиш од дома и сакаш да одиш на курс. Се надевам да. дека ќе ти се исполни желбата да ги учиш овие јазици и да напредуваш во училиште, а сигурно за тоа ќе ти помогне и овој лаптоп кој што ќе ти го подариме благодарение на Чичко Борче, донира и компјутер кој што им доделува на сите на кои што има потребно такво нешто. А се надевам дека многу скоро ќе го учиш преку цедиња и на лаптоп јазикот и следното видување ќе ни кажеш колку си научила. Повеле? Фала. Верувам дека ќе добиеш и телефон и сите потребни работи за да можеш безгрижно да растеш како твоите другарчиња. Да. Тахикардија имам, проблеми со срце, проблеми со крв, проблеми со мокрача, проблеми со коски, проблеми со бубрези, притисок имам висок, шекераш сум. А што би велат хуманитарците кога барате помош од нив? Па, некои пишат ке пратат, некои па се исмејуваат, само ја ли сам била болна, ја имаш еден коментар. И вчера ли го прочитав најпут на некоја жена Селма ли како ја како да немам роднина исто. Има роднина што се устранство. А тие две ја ни дојде некој кај нас за тој. А еден како немаме, човек ни беше напишал умри, цркни, ако си болна. Што личи тој? Кој сака да е болен? Сите сакаме да сме здрави. Подај рака ли како беше, не знам, тие ги има здружени, како беше. Нема хуманитарци што не сам пишала. Значи прочитат, не сака да вратат. Некои отворат на попот од Скопје, жената ми врати она, ама да му се завртела. Утрето бил на хирургија, пример, он е видел бројот, може леко е сакал да се јави. Се идам по продавници, молим се, некој даде, нели, пример. Некој не сака. У продавница ми се деси. Туј кај нас овде кој една продавница, да не го уменувам кога ќе слушне видеото, ќе му текне, ама Господ гледа, ќе наплати. Зимала сам коđа време од кај njega версија, муж ми е зимал, плаќале сме и идем ја. Све беше за јадење. Керката што сака салама, кашкавал, сокчиња, нели, она тие
пинго ги пие и газиран, што сака керката. Сметката беше негде околу 1000 денара. Не е било проблем, ние сме кај njega правиле сметка вересија и 8000 и 10.000. Муж ми е врчал. Дешавало се и пример да остане 2003 дужен, ама врчала. И ја, нели, зема што треба. И после викам, немам пари вересија, он вика, не може. Фати си пами. Работите за јадење. Јас исклучен. Па јас сам давала, јас сам била хумана. Ја на колку народ сам помогнала, на колку народ и со јадење сам помагала, и со лишта. Тоа едно да го спомнем Ката од Битола, Катерина Мицовска, не знам ко се викаше. Групата Дајне Фрело и Битола, Гевгелија Струмица, Прилеп нешто пишуеше. Катерина Мицовска, свака час на жената. Свака час. Истина. Ви испреќале што? За керката се испрчале. Кажувам си, да. Свака во час. Кажа го каква работа во е свака во час. Ама и ја преку њума сам подарувала. Јас сам во пишувала. Ви сте вистински пример како од никогаш поубаво живење може да се дојде до дното. Да, мајка ми е викала на времето, Тања, све што имаш, дели. Дели. Денес ке имаш, утре може да дојдеш да немаш. Дели. Све што ти е мало, даве. Што не користи, даве. Дели. Зашто не значи ако имаш дека ќе дое време да немаш. И викаше, не се радуј на болен. Ја не сам се радувала никад на болен. Кога ви е најтешко? Што ви е најтешко? Што ви е најпотребно во моментов? Па потребно ми е храна, хигиена, лекове. Без лековете не можем. Машина, таа што го имам окупатило, те ќе се уклучи камерата, ќе се види. Таа уходник што таа е покварена. Тај ми го даде тој, една комшика ми го даде на њумво, го дале и сек мојата окупатило што ја го купува кад работеше, 10 пати се покварува. И сек јас сам болна, нели, руките ме болат, одека коските ме болат и не можеш на руки да перем. Кога човекот е тивок, не треба да го прашаме за причината. Сигурно има или преголема болка или некој многу му недостасува. Тогаш како целата земја да се руши врз него. Не дека убав збор или приградка нема да му помогне, туку понекогаш и нема од кого да ги добие тие работи. Затоа и целта на тешките денови не е да ни го загорчат животот, туку малку да размислиме како сме се однесувале во оние добрите кога сме ги имале и грешките да не ги повторуваме. Цветанка Манчева од Ораовица во 1983 година се мажи во Подареш. Живееле хармонично и среќно сето додека не се разболел еден од синовите. Учел во специјални училишта, се жалел од депресија и стравови, имал и отешнат вид. Но Цветанка има уште еден син кој поради проблемите со сопругата во родниот крај морал да замине за Австрија каде не се решиле, туку напротив се продлабочиле истите. Поради тешкиот живот и стресовите бидејќи бил неосновано пријавен од сопругата таму, ќе каже Цветанка, во Австрија синот бил прво притворен, а потоа однесен и во психијатриска болница. Таа не знае каде и се внучињата, кој ги чува. Најмногу тажи по нив, но и по синот Ване, кој минатото лето пред нејзини очи починал. Ако беше болен, барем некој човек ми дишеше во куќа. Каму среќа јас да починев на негово место, додава таа. Починат е и супругот, па денес Цветанка тажи и жали сама со надеж дека барем вториот син од Австрија некогаш ќе се врати. Да беше супругот жив, немаше да ме остави вака неподвижна во постела. Тешка во моментов нова тажна мајка и што плаќала додека го лечела Ване и западнала во големи долгови. Но не сака да умре со долгови кон државата. Болна е, има и шеќер, висок притисок, неподвижна е, а пензијата ја дава за подмирување на долговите. Нема како да купи лекови, нема ни за дрва, па седи во ладна просторија и дење и ноќе. Немала средства ниту за нагробишта кај синот. Не може да готви, јаде само кои помогнат соседите, па затоа замолува за помош, да ги подмири во болницата во Скопје долговите за Ване, за да може што е поскоро мирно да легне покрај него, зашто нема веќе волја за живот. Верка Ѓоргиевска потекнува од Трново. Мажена е во Зрцорија пред повеќе од 60 години. Денес оваа храбра мајка има 86 години. Родила 2 деца, ќерка и син. Ќерката е мажена, но за жал синот Благојче, додека бил во војска поради игра на војниците, со цел тие да си поиграат со него во 80-тите години скокнал во река, мислејќи дека ќе се пука врз него. Кога го нашле, тој веќе бил премрзнат, но од стрес добил и пореметување на свеста. Денес тој психички не е добар и е терет на чување на неговата стара мајка, која го гледа и внимава на него. Живеат со нега и инвалидска пензија наследена од незиниот сопруг.
Куќата е застаната со правење и реновирање уште од времето кога бил жив мажот на баба Верка. Денес предметите и мебелот потсетуваат на некогашниот живот на ова семејство. Старо сум, ке рече баба Верка, но сигурно Господ ме држи за да му помогнам на Благојче. Тој сам не е способен да се грижи за себе. Час се смее, час плаче, час зборува смирено, час почнува да вика. Никогаш одбива да ги пие лекарствата, па состојбата му е уште полоша, ќе каже оваа напатена жена. Нема сила ни за себе, а ни да чува болна личност, но на светот зарем од мајка похрабро нешто има. Затоа таа се пријави да го стави срцето на дланка, за да добие помош за лекови, храна и мало реновирање на куќата, за таа да не падне врзнив, но и да ја продолжат мисијата на нивниот сопруг и татко, кој пред многу години застана, зашто тој рано го напушти овој свет и ја остави баба Верка сама да се мачи.